а сега е време според нашето сценарио да се префрлиме во другиот агол од нашето големо студио ова утро, каде што не очекува нашата колешка Слободанка заедно со нејзините гости. Добро утро! Добро утро, Сузе. Се надевам дека понеделнички си во убаво утринско расположение. Како јас, нека започне така и неделата. Се надевам дека исто така и моите гости. Ке имаме мощна, интересна тема за разговор. Едва чекам да видам што ќе ни споделите во првата тура на гости, како што ја нарекувам јас, а не имаш против да ви се вклучам малку подоцна во дискусијата? Секако, за тебе ли против никогаш? Повелете, Само си добре дојдена. Матица на иселениците од Македонија на фестивал во Турција. Тоа ќе ни биде темата, меѓутоа јас ќе ви кажам добро утро и ќе ве представам Елена Оровчанец Спироска, така? Да. Од Матица на иселениците и нашиот познат господин Симеон Златев Моне, кој го има единствениот, како да кажеме, најмалиот етнолошки музеј па и во светот. Так. Добре ни дојдовте? Добро ве најдовме. Ке започнам со Елена. Мощно интересен настан и за поздрав на вистина. Јас се воодушевувам секогаш кога ние македонците и се радувам многу, искрена да бидам, кога ние Македонија можеме да си ја представиме надвор од нашите граници во едно најубаво светло. Меѓутоа, во какво светло ја представивме Македонија во Турција, ке ни кажете, се разбира, вие. Прво нас, како Матица на иселеници, многу неочекувано ни дојде поканата и до ден денес не разбравме како не нашле. Значи, тоа е втора година се одржува фестивалот, се вика Анталија Йорк Туркмен фестивал. И на тој фестивал ги собираат сите туркменски племиња јоруци. Кај нас ги нарекуваат јуруци. Јуруци. Значи, ние јуруци имаме и во Македонија, ги имаме во Радови, Шкочани, Доиран, Струмица. И тоа се еден дел од турското население кој од 14 до 19 век почнале да се раселуваат заедно со освојувањето на Отоманската империја. И кај нас исто се дојдени во тој период. Па може би тука нашите ве препорачале или? Не, него минатата година не го правеле со представување на други култури. Оваа година прв пат го прават и со представување на други култури, односно на земјите во кои се населиле јуруците. И така дошло до... На кое место точно бевме? Значи, бевме Анталија. Анталија, добро. Меѓутоа, надвор од градот, тоа беше една полјана од 4 хектари. Огромно нешто. Огромно нешто, на кој имаше поставено 81 шатор од јуруците, од разни делови на светот, и 25 шатори од општини и држави на други народи кои се представуваат. Ке зборуваме и за тоа. Која беше вашата улога? Сигурна сум дека се представивте со нашиот, да кажам, да се пофалам, етнолошки музеј кој што си го имаме во наше Тетовско, во село Џепчиште. Да. И верувам дека воодушевени биле сите оние кои што имале можност да ги запознаат, барем сигурно однесовте некои од предметите, или? Да. Бев поканет од Матица на иселеници и јас со 141 предмет. Браво. Ги спакувавме, може да замислите, Анталија кај се наоѓа во автобус пренос и така натака, и представивме околу 10 врсти на материјали. Значи, тука имаше делови на носи, накид, бакарни предмети. Од се по нешто од Македонија. Да, од Отоманската империја. Империја, добро. Да, бакарни предмети, после керамика. Им кажавте ли на турците дека е тоа токму од Отоманската империја? Да, им кажавме, многу имаше посетители, бев изненаден дека ова за мене е 6-та изложба, а втора надвор од државата. Значи, навистина беа фасцинирани, ја бев изненаден, иако еве 32 години најмалиот етнолошки музеј во светот работа отворено кон светот и светот кон нас, сепак, значи, и ја бев изненаден, како што беа и они изненадени. Навистина, многу посетители, не можевме да одиме дури на руче, како верувате,
Останавме гладни. Добро, но некогаш вреди, нели? Да, вреди да. некогаш. Да. Еве можеме, Елена, да погледнеме во моментов видеа од настанот од оваа, да кажам, голема манифестација. Што се работи тука, каде сме сега? Ова е почетокот на манифестацијата, ова е дефилето низ градот Анталија, низ центарот на Анталија. Тука се представуваа сите групи, се представува, значи имаше долга патека, беше одевме можеби едно 20 минути или пола саат, сите држави и на крај се собравме пред општината на Анталија. Тамо беше градоначалникот на Анталија и секоја група се фотографираше заедно со градоначалникот на Анталија. За да остане, се разбира, еден убав спомен. Да, од тука заминавме на местото каде што беа поставени шаторите и тамо го наредивме нашиот шатор. Значи ја поставивме изложбата. Фолклорно студио Блажевски игра Орците. Од Јагуновце? Да, од Јагуновце. Повторно побрзано со Тетово. Да. Тие се прекрасен ансамбл, на вистина, со Јовица Блажевски е од танец, така да... Значи, исто ние на покана на Матица до Јовица Блажевски се согласи да представиме. Значи, цело време пред шаторот игра Орците, игра, музичарите свиреа. На тој начин привлекуваа гости. Колку држави учествуваа, дали знаете? Значи, го знаете тој податок? држави учествуваа. Затоа што гледаме венуси од многу разни земји, каде што јас... Од балканските земји учествуваа скоро сите држави. Така. Значи, од Словенија имаше дури од Италија, Романија, Бугарија, Грција, Македонија, Босна, Србија, Косово, Албанија, сите, да. Еве, можеме да забележиме и во видеото, да, можеби ова е од Босна, Косово или слично. Бошњаците Косово. Така? Да. Од Призрен е таа група. Ние исто, сигурна сум дека преку ансамблот со Јовица Блажевски заигравме ора таму, танци. Да, значи, овде тука нашите музичари свират. Во средина ги гледам. Еве го Јовица го забележувам, ги поканува. Значи, тука ќе се приклучат и други народи да играат. По кој повод се одржува токму оваа манифестација? Оваа манифестација се одржува по повод собирање номадските племиња, миграцијата на јуруците. Значи, има две миграции, едната е пролетна и едната е есенска. Минатата година го правеле во мај за време на пролетна миграција, а оваа година за време на есенската миграција. И сега во какво светло ние таму се представивме, Елена? Значи, нас таму сите не препознаваа како Македонија. Не требаше да кажеме... Навистина, пошто најмногу не препознаа, по носиите ли? По носиите, по знамињата. Значи, ние го имавме истакнато и државното знаме на шаторот, и знамето на Матица, а пред шаторот стоеше цело време и нашето знаме со сонцето од Кутлеш. Значи, само што ќе ги видеа знамињата и надписот, и одма сите извикуваа Македонија, Македонија. Никој не викаше Маседонија или на нивни јазик. Или да не го споменуваме, она знам зашто зборуваме, да. Без никакви придавки и слично. Сакаа да се сликаат со игрорците наши, да влезат, да ги видат предметите. Дури имаше сами сакаа на себе да стават предмети, делови од носи, однаки, да се фотографираат. Така. И знаме да добијат македонско. Знаменца добиваат, бараат знамења. Веднаш ги разделивме сите знаменца. Па турците секогаш биле пријателска земја кон нас и ние исто така кон нив. Да. Секако и мене истото ми се случувало во Турција, да навистина секаде каде што ќе појава македонски символ, без разлика што јас како турист сум патувала секаде, било толку многу побарувано, дали било тоа Беч, дали била Маичка, дали било што каде што го имаме македонското, така да јас препознав една огромна пријателска релација во таа земја, за која што во историјата вели дека сме биле 5 века под турско, меѓутоа мислам и чинам дека најголеми пријатели на нашава земја и најголеми подржувачи кои што ги имаме во регионов, во близина тука некаде се токму турците. Во право ли сум? Да, во право сте, меѓутоа сакам да кажам дека ова не беше само од страна на турците, значи тука поминаа многу народи. Значи имаше до монголи, до кинези, сите не препознаваа, буквално сите. Со знамето дека сме Македонија. Да, значи имаше од многу разни страни на светот. Да. Значи имаше од скоро сите руски републики. Имаше од источниот свет.
Тоа значи дека никому не моравте да објаснувате каде е Македонија и која е Македонија. Браво. Значи сите знаеа. Тоа е И многу интересно е што никој не се побуни дека го имаме знамето со сонцето од Кутлеш. Од Кутлеш. Да. Никој ништо не кажа, значи таа си стоеше 3 дена пред шаторот и сите со радост гледа. Прекрасно. Прекрасно, да, доживување. Имавме и тумаши наши, на турски и на англиски. Да. Значи, тоа беше дополнување за објаснување и на предметите и на настанот. Па им кажавме дека Ататурк, Битола, Македонија, некој не знае, некој да, па ќе не гушнат. Од родниот крај на сузе. Да. Да, па точно и годинава беше поврзана манифестацијата со 100 години Република Турција, да, и Ататурк, да. Да. Сега ме интересира исто така и за етнолошкиот малку музеј да позборуваме, со оглед на тоа дека сте ова утро и наш гостин, се разбира дека мора тоа да го споменеме. Јас колку што знам, над 2000 имаме предмети во етнолошкиот музеј, да ги кажам предмети, артефакти, како и да е. Тоа се навистина во голема бројка, меѓутоа во куќата во Џепчеште. Да, мора да ја однесам сузе, да го доживее ова што го зборуваме и оние кои може би до сега не биле, мора да го посетат овој музеј. Како сме, дали се уште наоѓаме и дали се уште носиме таму предмети од минатиот век или како и да е нешто она што е наше етно-македонско што ја одбележува Македонија? Иако имам над 2000 експонати, јас се уште работам, одnosno собирам, купувам предмети, бидејќи може идниот предмет е подобар од другите, и постар и поинтересен. И тоа е вистина. Ја, освен што имам над 2000 предмети, имам и други колекции. Колекции на нумизматика, на значки. Ја имав единствена изложба на Балканот со значки во Музеот на македонската борба. Значи, многу интересни работи има. Имам издадено 12 книги. Книги, така, за поврзани со музеот. Ги подржувам Европските денови на културното наследство, единствен поединец, 2 децении. И предметите, можем да кажам, бидејќи тие се национално богатство на Македонија, се користени за семинарски работи, за 2 дипломски работи, за магистарска работа во Виена, за докторска дизертација. Секоја чест. Серии телевизиски, документарни, што да ви кажувам... Го имаме богатството во мало во Македонија, да. Јас знам дека е така. Како што кажав, за вас ке треба посебно емисија и за музеот повторно да се освежиме и да ја меморијата малку нели вратиме назад, за да видиме што е се она што го има во музеот. Навистина има голем број на предмети, тоа сето она што е наше македонско, што ја одбележува Македонија. Кратко ни е времето, а вие како ме рековте на почетокот што ќе зборуваме 20 минути. Елена, еве за крај за Матица на иселениците да кажеме, тоа да не го заборавиме. Од кога сме, што сме, зошто постоиме? Значи, Матица на иселениците всушност може би првото здружение формирано во Македонија. Сега можам да кажам формирано во бившата југословенска држава 51 година. Формирано е од повратници на иселеници, од културни работници, писатели. И, значи, обстои до Југославија како такво, поддржавна капа. Тоа значи колку нашите иселеници предонесуваат за Македонија? Да, мислам, Матица повеќе се занимава со да ја донесе културата Македонија на македонците да им ја донесе македонската култура на македонците во светот, да им помогне со книги со македонски јазик, да им помогне на секој оној што ќе се обрати кај нас во Матицата за било што кој има потреба, да им завршиме работа. Ние издававме и вестник, меѓутоа со новиот закон за невладини нас не исфрли едноставно. И за крај само да ви кажете кои се следните активности, дали ќе имаме повторно нешто вакво? Значи следните активности, сега ние работиме на проекти, па ќе видиме што Видовносиите ги презентиравте нашите македонски во Куманово, имаше пред... А не, тоа е друг проект, тоа е проект на Сдруженијето Македонка. Мислам, да, вчера беше таа во
Ние почнуваме сега со проекти да најдеме начин на финансирање, пошто никој не финансира, оставени сме сами на себе. Значи, Матица има огромни архиви од таа што работела порано, све одело преку Матица. А еве како ја презентираме Македонија надвор Сега од државата границите? си направи агенција за иселеништво која функционира веќе 17-18 години, меѓутоа ние не гледаме и не слушаме дека таа агенција нешто работи, али ги финансираат. Ние сами се бориме колку можеме и како тоа е. Ви благодарам многу што се надевам дека во овој днина сето она што го имате како визија замислено да ви се оствари. Посакувам затоа што видовме на каков начин ја представуваме Македонија надвор од нашите граници. Па доколку би И ви имале благодарам јас за тоа и сигурно и гледачите беа. Да. Поубаво, ова е онолку колку што сами можеме. Доволно, без никаква помош. Да, доволно затоа што кажавме голем број на странци и знаат за Македонија и повеќе на друг начин се запознаваат токму со неа. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата утринска програма понеделнички, па се гледаме во некоја следна прилика со следно некое патување и презентација на нашата татковина Македонија. Така, ви Благодарам на поканата. и секоја чест за истрајноста и не сте единствени кои што сами без ничија помош и поддршка остварувате бројни успешни настани, а наспроти вас па ги има многумина кои ја добиваат поддршката и финансиска и секаква, но ефектот го нема никаде да го види јавноста. Не би сакала да кажам само што имавме еден голем проект исто летово, 120 години од Илинденското востание. Имавме научна конференција во Крушево и издадовме зборник на трудови од таа научна конференција. Исто така и тој ни е голем проект оваа година. Само напред. Фала. И благодариме за вашето гостување, за некои следни подвизи ќе говориме, се разбере и отворени сме за соработка.